По денешната тема амбуланта зборуваме за габичните инфекции на кожата, косата и ноктите со професор доктор Андре Петров, дерматовенеролог во клиничката болница Аџи-Бадем Систина. Професоре, добар ден. Добре дојдовте во студиото на тема. Добар ден, благодарам што ме поканисте. Габичните инфекции на кожата се меѓу најчестите заболувања. Дали тие може да бидат опасни и сериозни, како и габичите системски инфекции кога некоја габичка ќе нападне некој од внатрешните органи? Добро, генерално земено не се опасни толку инфекциите од габи на кожата. Се разбира дека секогаш има и исклучоци. Она што посебно треба да се води сметка е кога тие се јавуваат, да речеме, во детска возраст и во пределот на скалпот, кога се предизвикани од одредени габи од зоофилно потекло, ние велиме, кај што имуниот систем на организмот прави силна воспалителна реакција и се создава налик на абсцес на скалпот, обично во детска возраст на детето. И тој ако не се третира, пошто таму се комплицира и бактеријска инфекција, настанува еден прав абсцес на главата кој може да се шири спрема синусите и спрема другите структури во главата, мозокот и така натаму, што значи дека треба интензивно да се третира, Другите габични инфекции генерално би требало да се неопасни, да се третираат успешно. Нормално дека кај оние луѓе што се имуно супремирани, дури и такви габични инфекции на кожата се со ризик да се рашират и на внатрешните органи. Значи, состојбата на имунолошкиот систем е важна при заразувањето и развојот на самата инфекција? Кај сите инфекции е тоа така, и кај габичните инфекции така, се работи за нешто што зависи директно и од имунолошкиот систем на организмот. Ние секогаш често пати некои инфекции не се случуваат во детска возраст на одредени делови заради тоа што имуниот систем кај децата, васкуларизацијата, значи прокрвеноста е поинаква и е различна отколку кај возрастен човек, да речеме оние што се на нозете, на стопалата, на ноктите и така натаму. Професоре, дали влие начинот на исхраната во развојот на кожните инфекции на кожата, да речеме храна богата со шеќери, ќе ни направи ли проблем со габични инфекции? Самата храна не, меѓутоа покаченото ниво на шеќер во организмот е ризик за одредени инфекции. Ние знаеме денес дека, да речеме, оние луѓе што имаат покачено ниво на шеќер имаат поголема склоност од другите и за развој на бактеријски, и на габични, и на вирусни инфекции. Особено, да речеме, кандида, една квасница која е убиквитарен патоген, може да полесно се трансформира од таа сапрофитска форма, бидејќи таа живее во кожата во патогена форма, кај луѓе кои имаат диабет. И тие се доста чести кај луѓе што имаат диабет, инфекциите со кандида. Така. А што е со лицата што имаат покачена телесна тежина? Дали кај нив постои зголемен ризик да развијат некаква инфекција на местата на триење на кожата, кај кожните превои? Да, тоа е една од типичните работи што кај нив се случува. Луѓето што се со зголемена телесна тежина, со обезитас, односно со оние фалти што ги прават на некои делови од телото, може да развијат инфекција во тој дел. Тие прво развиваат дерматит. Од самото триење, од таа фрикцијата се јавува дерматит на површината. Распукува кожата и се јавува црвенило и таа е влезна врата да се јават тука и габични инфекции и друг вид на инфекции. И тоа е доста често пределот на стомакот, на долниот дел на абдоменот, помеѓу нозете. Доста е често исто така кај подградите, кај особи со поголеми гради, од тоа триење што се јавува тука под градите, влагата, потењето и така натаму. Тоа се ризик фактори за да се развијат дел од тие габични инфекции, и затоа ние кај она што вообичаено советуваме да се трудат луѓето, пациентите да избегнуваат долготрајно влажење во тој предел преку соодветна облека, преку често туширање, преку понекад ставање и на памучни гази под градите или во долниот дел на абдоменот, особено за да се спречи тоа директно триење на површина од површина.
А што е со антибиотиците? Знаеме дека кога пиеме антибиотска терапија, понекогаш можеме да си создадеме проблем со цревата, кај жените да се јават генитални габични инфекции. Дали истиот проблем може да се јави и со кожата, ноктите, косата? Најчесто се јавуваат на слузниците тие, најчесто на слузниците, дали на вусната слузница, дали на гениталните органи кај мажи и кај жени. Кога се користи долготрајна антибиотска терапија, тоа е еден од ризиците, бидејќи на некој начин се стерилизира онаа флора која не штити од нападот на овие патогени квасници и тогаш се јавува најчесто таа кандида инфекција за која јас пред малку зборував, која може да се јави на сите слузници, но може да се јават и на кожата, може и на ноктите да се јават. Тоа не е исклучено. Особено луѓе кои имаат долготрајна имуносупресивна терапија, да речеме, примаат цитостатици или некои за автоимуни болести некојаш терапија, знаат на ноктите да развијат габични инфекции. А како се заразуваме со габичките? Па како дел се ендогени кои живеат на нашата кожа и се трансформираат од сапрофита во сапрофитна во патогена. Значи, нашата нормална флора, така? И во одреден момент почнуваат да се размножуваат? Во одреден момент дел од нив знаат да се претворат во патогени. Дел можеме да ги добиеме од некој човек со кој сме имале контакт. Дел може да ги добиеме од домашно милениче. Зависи за каков тип на инфекција се работи. Меѓутоа има и инфекции кои не можеме да ги пренесеме, а се инфекции. Сега се чудат кога ќе дојдат обично пациентите во амбуланта, па доаѓаат, не знам, со сопругата или со сопругот доаѓа пациентка да кажува: добро докторе, како тоа не можам да го пренесам? Има една инфекција се нарекува питриазис верзикулар, обично на градите тука и на грбот е локализирана. Заради тоа што таа за да се развие треба специфичен состав на тие масти, на себум, на масни киселини и за да му ја пренесете таа на тој со кој спиете, треба тој да има ист состав на себум, на тие незаситени масни киселини, сквалени, триглицериди. Специфични услови за живот. Да, како и тој од кој би ја добиле, така да затоа е и теоретски невозможно тоа да се пренесе. Има и такви, меѓутоа има и такви кои може да се пренесе, да речеме, тинеа капите с инфекцијата на главата, на косматиот дел, кај две дечиња што спијат заедно, е вообичаено да се пренесе преку перницата, преку тоа е нешто што може да се случи. А дали е опасно на мувла што се јавува во домовите? Може ли да премине на некаков начин на кожата или пак на ноктите? Па тие мувли, таа влага обично предизвикуваат они други некои проблеми. Тоа се повеќе делуваат во делот на одредени тип на алергиски реакции што ги предизвикуваат и на горно респираторни, меѓутоа знаат и на кожата да бидат. Но самата влага исто така може да биде погодна за развој на тие мувли кои може да се јавуваат по кожата и тоа не е исклучок. Особено луѓе кои долготрајно ги ставаат рацете или нозете во вода, знаат исто така да развијат дел од тие инфекции кои се последица на влагата што стои особено во застојана вода. Може во базените да се добие, да речеме, габична инфекција? Може и таа е доста честа и затоа базените се хлорираат. Или во поново време овие кои не ги хлорираат се користат салинатори, се става солена вода на некој начин за да тоа биде еден дезинфициенс кој ќе оневозможува развој на бактерии и на габи на површината во водата која може да се пренесе потенцијално на тој што го користи базенот. Дали кандидата е најчест причинител на габичните инфекции на кожата, косата и ноктите или пак има навистина многу? Не е најчесто, има и други. Обично се дерматофити, епидермофитите се тука повеќе специји може да ги предизвикаат, но генерално ние инфекциите ги делиме на инфекции со габи, инфекции со квасници, инфекции кои се предизвикани значи на гола кожа, инфекции на косматиот дел на кожата, инфекции на кожните аднекси кои се јавуваат особено на ноктите, кои исто така се многу чести, се почести и почести. И она што е специфично за инфекциите на ноктите е дека тие се јавуваат во подесцежниот период од живот. Затоа и кога ќе дојдат родители со детенце од неколку години и се сомневаат дека
дека е габична инфекција, првата моја реакција е насмевка, зашто тоа екстремно ретко се случува, треба да има некоја имуносупресија. Генерално кај возрастни се јавуваат заради тоа што кај возрастните луѓе циркулацијата во подколеницата слабе и таа одбрамбена мокна организмот е послаба. И како изгледа ноктот кој што е зафатен со габична инфекција? Ноктот е или пожелтен, или зелен, или искршен, или на места има пукнатини, одредени бразди. Обично е издигнат, под него се развива една хиперкератоза, ние нарекуваме стручно субунквална хиперкератоза, значи под ноктот има кератински материјал се јавува и сето тоа се знаци дека ноктот е заболен и дека треба да се третира. Може инфекцијата да се пренесе на целото стапало? Може бидејќи понекогаш од инфекција на ноктот може да се јави тинеа педис, инфекција на стапалото. Тука можеме и да погледнеме некои фотографии кои што се однесуваат на габичните инфекции, па нешто може да искоментирате секако од сето тоа. Што е тоа атлетско стапало? Тоа е кај луѓе што трчаат, доста често се јавуваат заради таа влага која се создава тука помеѓу прстите и така натаму, кој е еден чест вид на инфекција, особено кај луѓе кои се долго време во патики, кај оние што џогираат и се решава со тоа што јас им советувам често пати да многу е важна обувката тука, да биде од природен материјал, од кожа, многу е важна чорапата да биде памучен материјал и тоа да биде доволно дебел памук за да го впие таа количина на влага што се создава при трчањето и да се води хигиена на стопалото, да после тоа да речеме човек отиде на туш и така натаму да не се остава тоа така заради тоа што тогаш може да се развие инфекција Така. И е доста често кај луѓе што трчаат, што џогираат. Јас ќе ги поберам другите фотографии од режија, се надевам дека ќе бидат наскоро пуштени. А дали можат тие инфекции габичи да се пренесат и на ноктите на рацете? Можат инфекции на ноктите на рацете да се јават. Инфекциите на ноктите на рацете се нешто што обично е поврзано па исто така со контакт со влага, со вода на рацете. Кај домакинки, кај луѓе што работат со ракавици, кај стоматолози, кај доктори, знаат често пати да се јават заради таа влага што се создава таму. И тие се нешто полесни за третман отколку што се инфекциите на ноктите на нозете. Речеме третманот со таблети, бидејќи ноктот не можете со масти да го излечите, тоа е заблуда. Тоа е првиот пристап. Тоа е заблуда, тоа може да биде дополнителна терапија, меѓутоа инфекција на ноктот со масти не се решава, инфекција на ноктот по протокол се решава со системска терапија, бидејќи во кератинот се тие толку длабоко навлезени што тешко дека може било кој локален, топикален антимикотик да ги истисне од таму. Има некои кои се сметаат за подобри од другите, меѓутоа генерално тука системската терапија е клучна, а сега кај луѓе кои ради состојба на црниот дроб, да речеме, не може да даеме 3 месеци да пијат антимикотици, пробуваме и со локална терапија во комбинација со ласерска терапија. Ласерите исто така во поново време се смета дека може да ги топат овие врз база на нивниот термален ефект габични колонии и на тој начин да доведат до излекување на ноктот. Претпоставам дека е потребно некој специјален педикир за да се исече ноктот, да се отстрани. Не само тоа, ние им советуваме на дел од луѓето кога доаѓаат да речеме на ласерски третман на ноктот за габична инфекција, претходно да ги застругаат малку ноктите за полесно да навлезе турпија, за да се оној површен слој да се тргне со габите и полесно да навлезе ласерската енергија внатре во ноктот. А како изгледа габичата инфекција на кожата? Дали лесно се препознава? Ако е типично, да, англичаните тоа го нарекуваат ringworm. Тоа се оние како кругови, црвени кругови, како печати што се јавуваат. И тие обично се јавуваат кога ќе земете анамнеза или имаат куче маче дома. Некогаш децата надвор си играат со мачи и цела група. Често пати се заразени. Често пати кога немаат, ама деца се деца, тие кај ќе видат животно, да, тие не може да ги допазите и често пати се јавуваат тие кругови. Кога е еден таков круг,
пробуваме да го решиме со антимикотична локална терапија, со крем. Меѓутоа, кога се веќе повеќе кругови, во обзир доаѓа да се даде и системска терапија за да... Дури кај деца? Да, и кај деца. Од 2 години натаму се дава. Бидејќи упорни се тие инфекции. Затоа што знаат да се рашират. Ако еден круг, вие може да го или два мачкате некој крема, а ако сеат 5-6 кругови, вие може да мачкате, може да се яви некој на друго место, затоа подобро да дадете системски антимикотик да се пие. Белите флекички на кожата, дали се габични инфекции или пак можеби витилиго? Тоа е една дилема. Тоа е вечна дилема, дури и за докторите, голем дел и доктори ја грешат. Зависи, прво битна локализацијата. Ако е нешто што е локализирано на градите и грбот и се пошироки, да кажам, бели флеки, кои помеѓу себе се спојуваат, ние велиме конфлуираат, тогаш шансите да тоа е витилиго се многу мали. Се работи тогаш во тој случај најверојатно за една болест која се нарекува питириазис верзиколор, кај што таа се нарекува верзиколор зашто може да бидат бели па да ја менуваат бојата во црвени па во кафени, заради тоа се вика верзиколор. Ако има бела флека што е на како точкаста дамка на друг дел од телото, тогаш може да не е ни едното ни другото, ниту да е габична инфекција, ниту да е витилиго, туку да се работи за болест која се јавува со старење на кожата. На леукодерма која се јавува заради влијание на сонцето, заради старењето на кожата, што е доста често за депигментација, манифестација на сувост на кожата, манифестација. Често е кај луѓе што се постојано на сонце. И ако се работи за бели флеки кои се јавуваат околу очите, околу устата, околу гениталите, околу брадавиците на градата, тогаш шансата да е околу прстите на рацете, шансата или нозете да е витилиго е многу поголема. Како се манифестира габичната инфекција на косата? Таа ќе опаѓа? Ќе има косопат? Може да падне, некогаш може да отпадне како кругови и тогаш диференцијално диагностички доаѓа со една друга болест, се нарекува алопеција ареата таа болест. Меѓутоа кај алопеција ареата нема видливо воспаление. Кај габична инфекција на косата секогаш има воспаление. Тоа може да е минимално воспаление со лупење, ако е антропофилен предизвикувачот, ако е зоофилен, ви кажам, може да има и абсцес. Еве некои од фотографиите кои што укажуваат на габични инфекции на кожата. Со тоа што ова треба и диференцијално диагностички стојат и други работи. Не мора да значи дека е габична инфекција, така? Значи не мора да значи, може да е. Тешка ли е диагностиката? Професорот, знаат да бидат габичните инфекции, знаат да бидат диференцијално диагностички со многу работи да дојдат. Така да кај габичните инфекции треба да се биде доста внимателен, затоа што може да сгрешите. Се прави едно едноставно испитување, се гребе од површината на кожата, на предметно стакло се ставаат неколку капки од калиум хидроксид и потоа се гледа под микроскоп за ако се видат тие мицелиумски елементи, значи тие делови од габите, спори, хифи, тогаш може да се претпостави дека се работи за габична инфекција. Диагнозата за да ја дефинирате треба да засадите култура и на културата да порасне габична колонија или па да земете биопсија и таа се бои со едно специјално боење, пас се нарекува тоа боење и тогаш се покажуваат тие габични елементи во хистолошкиот материјал. А дермоскопијата може да ви помогне? Може во некој случај, може да помогне во некој случај дермоскопија, може да помогне и вудова лампа. Вудова лампа која доведува до флуоресцирање на тие колонии. Специфична светлина има, така? Да, специфична. Некои се зелени, некои се жолтеникаво кафени. И тие се многу интересни слики. Јас знам на студенти кои ќе им ги покажат, они се воодушевуваат како баш толку многу може да се види. Може да се види со едно едноставно испитување што се прави, кое е откриено пред, не знам, 50 години. Значи тоа е еден од начините за да се потврди или да се исклучи диагнозата? Има повеќе диагностички методи, да дефинирате треба култура, со културата точно ќе го дефинирате и специјесот, значи кој е точно видот што го предизвикува. Понекогаш е тоа важно. Генерално ние рутински тоа не го правиме во секојдневна пракса, одиме со оној брз нативен препарат кај што имаме за саат време. Од денешно време луѓето не сакаат за ништо во животот да чекаат 3-4 недели. Ако можат побрзо, се сакаат побрзо и тоа е начинот како да побрзо се функционира во ова време на максимална брзина. Ќе ги поканиме гледачите од овој момент да се вклучат во денешната тема амбуланта со нивни прашања, почитувани, емисијата е контактна. Дали овие инфекции се развиваат брзо или споро и кога ќе дојдат пациентите кај дерматолог,
Дали обично болесте во напредната фаза или пак успевате да ги фатите почетоците, зачетоците на инфекцијата? Обично доаѓаат луѓето на време, значи здравствената култура на населението е многу крената и кога ќе видат дека нешто ново се случува, се развива, луѓето доаѓаат на време. Сега има и кај инфекции на ноктите обично нешто што траело со години, па се зафатени повеќе нокти, ама тоа се ретки случаи. Генерално голем дел од луѓето доаѓаат на време, се третираат работите и може да поминат. Голем дел пробуваат да прескокнат некојаш, да речеме, кој има инфекција на ноктот, ќе отидат директно на да го извадат ноктот, биле кај некој хирург го извадил ноктот, ама самото вадење на ноктот не значи дека вие со тоа сте го решиле проблемот. Затоа што вие базата, коренот е контаминиран. Значи не е исто дали зараснат ноктот или дали инфициран со габичка. Не е исто. Они често пати знаат да го толкуваат тоа, така еве го извадивме ноктот, заболен и сега новиот нокт ќе расте здрав. Нема да расте здрав. Ако е габично променет, треба да се даде антимикотична терапија орална, значи таблети да се пијат, за да новиот нокт порасне здрав. И ние затоа во пракса без разлика кој од нас ќе го извади ноктот, кај нас има едно правило дека без разлика тој потоа треба да се прати на испитување да се види дали има габична инфекција или не. А кога има габична инфекција на ноктот, подобро е да се извади па да се лекува или пак зависи. да Тоа е проценка на докторот. Ако ноктот може да се спаси и да израсне сам, секогаш е тенденцијата да не се прават радикални мерки. Значи имате нокт кој е габично изменет, кој гледаме неколку нокти тука што се габично изменети, кај што може со терапијата ноктот да почне да расте здрав. При тоа треба да го припремите пациентот, да му кажете дека ноктот не може да порасне здрав за 5 дена. Или за 10 дена. Особено ногата ноктот расте 1 година. Значи сега треба тоа е постепен процес кај што треба да дадете време за да излезе, да бидете трпеливи, да излезе здравиот нокт. И таа е работа која може да биде направена само со орална таблетарна терапија. Меѓутоа, ако ноктот е деформиран целиот, ако е искршен, ако тој му пречи на новиот нокт да порасне, ако е враснат, ако е толку деформиран да едноставно ви представува пречка и при функционирањето, тогаш треба да се извади. Тука во тој случај подобро решение. Да, тогаш треба да се извади, меѓутоа после тоа да се провери дали е инфициран и врз база на тоа да се одлучи дали ќе се даде терапија или нема да се даде терапија. Ќе вклучиме гледач, ќе му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Имам едно прашање до докторот, ќе ве молам. Така, повелете. На косата ми се појави веќе втора година така една нерамна површина, да кажам, околу сантиметар квадратен, и на фризер тоа ме приметија како расте и ми рекоа дека тоа секако е габична инфекција. И јас на доктор не се јавив, меѓутоа од што ми кажава некој што имава таков проблем, рекоа дека тоа опаѓа голета со 3 хлор оцетна киселина, значи во пакувањето фармацевски производ, со кој се мачка и се уништуваат тие. Не знам дали тоа помага. Не сум пробала, а ја набавив таа субстанца од Турција. Тоа е едно прашање. А второ прашање, јас сум диабетичар, внимавам многу на прстите, на ноктите, на нозете, меѓутоа бев покрупно еден период и често се потев под градите, меѓу градите, се појавуваше црвенило и почаа да се формираат некои темни, така како израстат, како брадавички, да кажам, потемки, кој при третман со сода бикарбона, со мијење со сода бикарбона, некој за едно недела дена постојано третирање, паѓаат, се откорнуваат, да кажам. Дали е тоа гливично оболење, не знам да ви кажам. Така. Ви интересира зашто се работи во вашиот случај. Ви благодарам за вклучување во програма. Сигурно, доктор, не е едноставно вака преку ова не можам да ви кажам на ова, заради тоа што прво не знаеме што е дијагнозата и да ви кажам да користите нешто да може да бидат бројни различни манифестации на косата што се воат на скалпот. Може да е екзема, може да е псоријаза, може да е габична инфекција, може да се многу работи. И сега затоа треба да види доктор, а ако е габична инфекција за скалпот, тогаш има многу попаметни решенија од тоа што ви го понудиле. Може има шампони, антимикотици, има одредени масти антимикотици, има капсули. Има капсули што се пијат како сингл доза, единечна, една капсула кај испиете само и толку.
ама треба да се види, а ова остатокот што го кажувате, тоа не ми личи по описот на габична инфекција под градите. Тоа веројатно се така како што ги опишувате сега. Не сум видел себороични кератози, ама повторно немојте со сода бикарбона. Има многу поелегантни средства како тоа се решава. Да. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден за него. Прво поздрав до емисијата, поздрав до докторот. Така, ви благодарам, повелете. Сега сакам да прашам докторот. На нозите на стапалата и зимно време и летно време нон-стоп сум во влечки и нозите ми се нон-стоп потни. И тоа многу потни, дури водени. И второ прашање, на средината на диафрагмата имам како некоја брдавица и неко месечно еднаш ќе ми протече како да кажам гној нешто така. Ако може некој совет? Некој совет за вашата состојба? Малку тешко разбрав. Да, каде ви беше само брадавицата, јас не се слушаше добро. Да. Имал некаква брадавица која што разбрав, која што понекогаш од која што понекогаш истекнува содржина како гној, а стапалата многу му се потера. Да, тоа го слушав за стапалата, тој вториот дел за брадавицата. Само не можам да разберам точно каде е на за брадавицата, прво од брадавица гној не може да истекува, ако е гној тогаш тоа е некоја гнојна инфекција, од брадавицата може серозна течност. Брадавиците се вирусни инфекции и тие се третираат едноставно механички се уништуваат или со течен азот или со има дури фластери во аптека за брадавици, или со ласер, или со радиобранови. Значи, има различни методи како тоа може да се направи. Но прво треба да се утврди дали е брадавица. Прво треба да се види дали е брадавица. За нозете потењето, тоа е честа работа, потењето на рацете на нозете. Има добри препарати кои се антиперспиранти козметски за во денешно време, а таму кај што потењето е ексцесивно претерано, кај што не може да се контролира, особено под пазови, кој е голем проблем на луѓето, ние ги боцкаме со ботокс. Сега ќе се чудат, може вака луѓето зашто ботокс? Зошто ботокс и како ботокс под пазови? Тој служи за подмладување, ама тој служи и за омлитавување на потните жлезди, да речеме на некој начин, како што ги на лицето ги парализира мускулите за да бидат обтегнати, да нема контракција, така во подпазови, да речеме, или може и на раце и на нозе, ама најчесто подпазови се боцка да се намали функцијата на потната жлезда. Нивната активност. Да. Но може и на дланките да се употребите? Може, сме нема да се употребували намали активноста на мускулите на дланките? Не, малку е покомплицирано друг аспект, пошто е поболно на има многу нервни завршетоци на раце. Да. Под пазови ништо не боли, затоа прави голем проблем со оние флеки што ги имаат луѓе, особено кај спортисти е тоа голем проблем и голем дел не може да ги зборувам сега заради дискреција, врвни наши спортисти доаѓаат да тоа го решиме. За решение на проблемот. Само уште едно подпрашање пред да ги вклучиме гледачите, дали стапалата кои што многу се потат се добра база за развој на габична инфекција? Се, затоа што влагата погодува на два начина. Прво е оштетува кожната бариера, а втора работа создава погодна клима за да се развија дел од тие квасници и мувли за кои зборував. Да вклучиме уште неколку гледачи со нивни прашања. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Дали можеме да го слушнеме? Се исклучи, а дали го имаме и следниот, бидејќи добив знак дека се двајца гледачи што очекуваат вклучување на денешната телма амбуланта. Добар ден, повелете. Ве слушаме. Ме слушате? Да, одлично ве слушаме, повелете. Вака, имам 7-месечно бебенце. Така. Имам 7-месечно бебенце и под брадичката има црвенило. Сега не знам дали е габична инфекција и дали е можно под брадичка да има габична инфекција. Го мачка моментално со канестен. Дали така треба? Не треба така. Не треба така. Прво треба да се види за што се работи. Обично габична инфекција кај дете во таа возраст не верувам дека се работи. По описот вака и локализацијата најверојатно се работи за атопичен дерматит, кој е доста чест, секое четврто дете, особено под брадата, една од типичните локализации го има. И мој совет е да се прво појде на доктор, да се користат неутрални кремови, емолиенти, нема зијано тоа што сте го мачкале, за да не се плашите со канестен. Да, обично родителите стравуваат кога ќе употреба таков тип на антипинкотик. И ако воопшто помогнало, тогаш да знаете дека не помогнал канестенот,
активната компонента, туку помогнал вехикулумот, подлогата која е доста масна. Кај канестенот е многу масен. Така. И заради тоа што доста ја масти кожата, кожата ако е сува и испукана може да помогне. Обично неутрални емоленти се доволни, значи кремови за нега на кожата, локални кортизонски препарати, нископотентни, ако е нешто што е повеќе изразено, ама повторно најдобро е тоа да се види. Да се види. А како се манифестираат инфекциите со кандида конкретно кај бебињата? Кај бебиња Има сор на јазичето, тоа знаеме, бела наслага. Кај бебиња најчесто се јавуваат во пеленскиот дел. Ради тој пеленски дерматит, понекогаш знае таа сателитска инфекција да се јави со кандида, значи која оди со тие сателитски пустули по гнојаници во делот на пелените, но тоа е нешто што е, да речеме, компликација на претходно постоечки дерматит кој се јавил заради влагата, заради оштетувањето, мацерацијата на кожата од влагата од пелената. И како бебето ќе расте, така количината, значи нови екскреторни продукти е поголема и оштетувањето на кожата е поголема. Заради тоа треба фреквентно да се менуваат пелените, да се остава кожата малку да диши некој период, барем додека се менуваат 10-15 минути, затоа што самиот кислород од воздухот, аерацијата делува на некој начин превентивно и да се користат кремови понекогаш и со талк внатре кои ја впиваат влагата и кои не дозволуваат да таа површина биде влажна. Инаку се манифестираат со жаречко црвенило и оние мали гнојаници кои не се бактериски, туку се кандида пустули што се јавуваат. Што се презема, професоре, доколку инфекцијата е многу упорна и едноставно терапијата или делува делумно или пак воопшто не делува, или пак ќе делува, па повторно ќе се врати проблемот? Па има и силни антимикотици кои се даваат обично за системски инфекции, не ги даваме за кожата вообичаено, но често пат има рефракторни инфекции кои дури на најдобрите лекови не реагираат како што треба. Заради тоа најдобро е на почетокот да дијагностички го затворите проблемот, па потоа третирате, ама генерално како што гледате никој така не постапува. И ако видиме дека еден антимикотик не делува доволно добро, мојот апел е сепак да се земе материјал, да се засади култура, да се изолира точниот вид, точниот специјес на гава кој го предизвикува тоа и тогаш врз база на тоа, врз база на анализата да се даде оној антимикотик кој се смета дека е најсоодветен за конкретната инфекција, заради тоа што ние имаме некој емпириско знаење. Знаеме што даваме, да речеме, во некој 70-80% ви е доволен само тој нативен препарат да го направите. Меѓутоа во мал процент не е доволно, во мал процент ви треба екзактна дијагностика за да знаете што давате. Дури и тогаш не сте сигурни дека до крај ќе завршите работа и дека препаратот баш ќе профункционира. И тие се 3-4 лека кои се паралели кои може да се даваат тука за такви локации. И на крајот ќе проговориме сосема малку за превенцијата. Вела дека треба да се мијат редовно рацете, да се одржува хигиена и слично, но можат ли пак понекогаш и средствата за хигиена, доколку се агресивни, да ни направат проблем со инфекција, со габичка? Можат заради тоа што ја стругаат кожата, ја оштетуваат кожата, го оштетуваат површниот епидерм на кожата. Она што не е здраво, тоа е постојано и ние кои работиме, постојано дезинфекцијанси со рацете. Но таква ни е работата. Факеме, меѓутоа рацете мора да се понекогаш да се мачкаат со крем за да кожата не биде сува и испукана целосно. Бидејќи таа сува и испукана кожа е добра влезна врата за било која микроповреда, да влезе инфекција и со габички, и со бактерија, и со вирус. Заради тоа не го советуваме тоа да се прави често. Она што советуваме да се користат специјализирани средства обично се тоа сапуни кои не ја сушат кожата за да не влијаат на тој начин, бидејќи кожата колку ја сушите вие ги тргате сите корисни материи, тој липиден филм кој ја заштитува. Корисните бактерии, ние имаме 1 милион бактерии на кожата на возрастен човек и тие бактерии се добри. Тие бактерии не бранат, ние се наш сојузник во одбраната од овие патогени бактерии кои не напаѓаат и затоа не е умно да се направи неравнотежа. Неравнотежата треба да се избегне и не пречесто да се мијат рацете. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Секогаш на еден убав начин и ги доближуваат овие теми. Ви благодарам вам на поканата, ми е задоволство секогаш кај вас во Телма.
Ви благодарам уште еднаш за гостувањето, а ким се заблагодарам и на гледачите што не следеа со внимание и овој пат во Телма амбуланта. Почитувани се гледаме секој работен ден на Телма во 12 часот и 50 минути кога заедно учиме за нашето здравје. Имете пријатен ден.